Абе, другарче, хајде, не здравај. Види, аз сум против тези работи што ги говорат, че сме ни същото лајно, обаче соседно колело на две поделено. Това треба историчарите да расправат за тези работи. Види, батка, това види на историчарите таа работа, ама тука малку географија има. Ама да не правиме муа рецепта. Абе дај да си замезиме тука, за тоа сме дојдени. Аз чекам ти да предложи, ти си домаќица, да бевме, дека мене во Българија до сега ќе бевме рушани, преспани, сега това вечера што ни беше. Која база сакаш нешто да нарачаме? Виж, јас сум повише на рибешко линијата. Да не бех на база рибече, бех като свиња, так сум си като кацам. Баш видам. Дај предложиш какво да къстеме. Епа, имаш, например... Шо има тука? Имаш, како нема, тука има избројавати, например, имаш пастрамка, имаш сом, имаш клен. А никоја българска риба няма ли? Тоа ти е, батка, може да пробаш од сомов, од крапов, од кленов. А морско нешто? А морско, па овака како што те гледам елегантен, да питаме морско прасе дали има. И ако има морско прасе, може да има. Добар ден, дами и господо, изволте. Добар ден. Дали имате морско прасе? Другарчево ми е гостин од Бугарија. Не, прасе, немаме ни морско, никакво прасе. Зашто не си земеш овчко? Овчко да си земеш ти. А морско е? Па добро, мислим, не е баш морско, али приморско. Приморско? Сестра ми од приморско? Па земеш го, мислим, приморско, знаеш каква е да? 50 на кила шилеже, да излижиш прсти. Но Шарпланина. Шарпланина? 100 километри воздушна линија од морето. Од Егејско, од Јонско још мање, мислим. Путер, да лижиш. Аз мисля, обаче съм на рибешко. А какво е това српска морска риба? Даде српска морска риба, наич, ослич. Каква е тази српска морска риба? А Србија няма море? Ема е наич бе, ослич, тоа е чисто српско презиме, зашто? Ако не геш поземи си българско нешто? Што да земам? Бе, земи касни од крапов, од сомов, нешто. Што ти збора ми наде, па тоа што ти... Мислим, тоа нема утка, мислим, све ми е тазе. Ај за почеток една салата. Паметно. Бирај, батка, каква искаш. Колкото може да види тука, има само една македонска салата. Тоа мислим една. Сега за сега ќе се шири репертоар. Типа, Да земе, а? да вземе една Специалитет, нема да погрешиш. Ај, само побрзо. Дечко е цар. Има работено у странство, цела кафана ја држи. Знаеш какви препоруки има од странци? Онда не е ова, ништо нема да функционира овде. Све сам прави. Браво. Само он. Прекрасно, прекрасно. Све тазе. А он е газда на... Газда, се. А това ви е редовна процедура или... Не, ова само за озбилни купци. Што ти видам? А за какво се казва македонска салатата? Сега ќе ви демонстрирам. Така. Сега тачно ќе ти кажувам зошто е ова карактеристично. Добро, се си има своја специфика. Сега ќе ви демонстрирам. Значи, името го добило, знаеш дека народот у Македонија е многу исполитизиран. Да. И ова го има добиено по политичките партии, да речем било која партија од малите, уште додека е зелена. Треба да го направиш малку вака, наситно, зашто после го ќе узре, тоа не знаеш одре што ти носи. Дали ме разбираш? Да, значи поситно. било која од вако додека е зелена, се сечка малку на поситни комади, онда взимаш од некоја друга, да речеме символ на Македонија пиперка. Некој сака да го јаде сурово, меѓутоа многу е добро он да го печеш. Македонски народ сака да го испечеш, убаво да го испечеш и онда и него ќе го ставиш, ќе сецкаш, било што да е, може тоа не мора да е на многу овакви комади, можеш и на крупче, можеш и у друга димензија и онда взимаш една од поголемите политички партии, да речеме еден ВМРО, го взимаш. Прво што правиш, зашто не е многу коезиона маса. Прво ќе му го исечеш малку врвчето и го трљаш вака во бело да искочи горчината, го земаш, го сечеш на две. Го делиш на уште на две. Меѓутоа како што може да се види, оно е уште големо. Па го делиме уште на две и онда тоа све го правиме на што поситни
овакви и тоа дешто има така укус, а нема коезиона маса и онда тоа го зимаш, тоа му дава една посебна димензија и карактеристика на целата салата. За да може секој да го јаде. Така да. Па, секако. Онда има тука други по-мали партии кои што се слични по боја, а различити по укус. Тоа не мора многу, можеш и на две да го пресечеш, али ја ипак преферирам нешто по-ситно, тоа е рецептот. Онда имаш вакви партии што се мали, а љути, разбираш? И тоа исто го сечеш на два пати вака, да го даваш да не. Оти овие те терат на сузи, многу те терат да плачеш. Онда имаш, ставаш ротквици, тоа се малите партии ги символизираат, може и без нив, али чисто ради боја го ставаш, тоа може и цело воопшто него не ги сечка. А не, това не се осеща. Онда идеме ова, партии од као што се ЛДП. Ова е мирудија, чисто, не мора ни да го сескаш, вака го фрлаш. Тоа се може и со нив, може и без нив. Ова иде у секоја салата, мислим. Чисто као таква димензија му дава. Батка, а СДС? Еве го СДС, еве го. Народот многу е научен на патлижан на СДС заради бојата, црвено, знаеш, традиционално. Мада он у задне време више ја сменува бојата на плаво, веќе и помодрува, знаеш. Али не го ставам за салата зашто стварно него е горчина. Народ ипак сака како да ти кажувам, по-така на црвено да биде. Он сега за сега уште не е да ти кажувам распаднат. Меѓутоа монго ќе почне да се разбеља. Тоа има да биде на така мало, тоа има да стане со еден збор, мислим, кетчап све. Еве, тоа е на некој начин ова специфика на овој салатата и она е, мислим, пака, тако речи, спремна за... Батка, абе стално те гледам со рукавици ја правиш салата. Македонска салата, кај нас све се прави у рукавици, за да биде стерилно. Това също като нашата, бе. Не е зашто како вашата. Кај вашата се цели компоненти, кај нас ги содржи сите компоненти, али сите се ситно исецкани да нема коезиона маса, да не може да се врзе тоа, а да може секој да го сожвага. Мислам, тоа е лепота. Ти го видиш. Аз ще щипна малко за това. Не. И најважното, она мора да отстои и мора вака да се поклопи, да не го серат муви, а за да може да го јадеш утре други ден и да мја по риба.